Враќање на повторно назад, весели, расположени, си направивме муабет и позади камерите, дознавме некои информации. Дали ќе ги споделиме или не, ќе видиме тука во емисијата во живо. Застанавме некаде кај Владимир, ја подготвивме салатата, спомнавме за... Никој не ја јаде, ја гледаме, многу е убава, вкусна, убава мириса. Сега да не шматкаме тука за време на емисија, после ќе си ја пробаме. Ќе заврши емисијата, па ќе ја пробаме салатата која што ни ја направи Владимир. И убаво изгледа, морам да признаме, а нутритивно богата. Шарена, јас сакам многу кога има боја во храната. А сега доаѓа и пролет и како што почнува се да е шарено и овој период е баш и погоден за вакви оброци и како што доаѓа нели потопло и лето, полесна храна и пошарена. Точно. Повеќе ќе бидеме на вода. Да, и хидрација е многу битно за време на постот и од текот сега на топлите периоди како што се стоплува, мора да запазиме и тоа. Така, добро, одлично. Цеца, сакаш со играта или сакаш со слики? Не можам да одлучам, јас секогаш сум прва за играта. Сликите имаме време. Гостите не знаат многу за што се работи, ама треба да влечат по едно прашање. Едно джокси ливче да извлече. Соодветни за велики четврток, не се грижат. Подадете ги таму кон другите гости. Ето, Владимир, нема избор. Ти си седна тука, што да ти правим? Да. Кој сака прв? Интересни прашања. Ето, джокси. Да видиме Бисера денеска колку била креативна. Инаку ова се однесува на Великден. Така. Кога веќе можеме да се кршиме со јајца. Джокси ни ги зема јајцата? Не, јас морам да одговорам на прашањето. Да, некој предизвика. Сликовито. Ајде може да почнам јас ако сега. Еве, Джокси, добро. Не. Добро. Јас да почнам? Може, Владимир. Да, кој ви е најсилен противник во фамилијата? Се мисли на кршењето на јајца, да објасниме. Да, морам да кажам, мојот најсилен противник и најслаткиот противник во фамилијата, тоа се моите внуки. Да, кои што пред некоја година ми излажаа малце со дрвено јајце, ама лани проверив пред да се чукаме дали ќе е дрвено, ама сепак некако волшебно моите родители и нивните други баба и дедо им даваат некако најсилно јајце, па така да тие ми се најсилен противник, морам да кажам. Да, за децата секогаш радост. Кршењето со јајцата, вапцањето на јајцата. Да. Супер. Професор? Моето прашање е дали некогаш сте мамеле со дрвено јајце? Ето го спомна Владимир. Како дете може би. Да. Возрастен. Па како дете искрено не се сеќавам, но со оглед на тоа што постот трае долго, стварно сум нестрплив после службата, така што секогаш нели си носам неколку јајца после воскресенската служба и убаво ми е кога што побрзо ќе ме скршат за да го вкусам јајцата после тој долг пост. Ама како рековте и срекник сте нели ако се скрши јајцата, Ако прв. Да. Така е. Научивме нешто ново, че тој што ќе има скршено јајце, тој е срекник. Па добро. Джокси сакаше сликовито. Прашање вика, ти се седи со јајцево. Добра, стојам. Дрвени се, значи да гледачи дрвени се. Нешто чука. Јајце таму има и уште додаток. не се киндер јајце. Прашањето е вака, дали имате тактика за победа во кршење јајца или одите на среќа? Еве е мојата тактика. А па Кршење јајца. Не, ти ќе На камерата дали фаќа? Ти ќе замавнеш. А ти вртиш со врвот, тоа е твојата тактика? Па со врвот и ти со врвот. Добро. Да, замавни. Ајде. Ајде. Абе, замавни. Јас реков дека нешто има тука. И која беше тактиката на Джокси? Ова е пластично. Пластично, значи не се важи. Значи, мамењето е во тоа, значи, да ставам палец и јајцето да се скрши од палецот. И автоматски, али не важи она се. Па добро. Што велите вие, значи не важи. А ако замавне некој со дрвено силно замавне, Тој ќе ми го скрши прстот. значи ризично е сепак, тактиката е ризична. Имате вие некој начин на мамење? Јас знам дека татко ми има објаснувано и најчесто ги пробува така за Великден, ги чука од забот и нешто по звукот, по тврдината, нешто ги проверува, ги чука на предните заби и тоа тактиката. Следниот Великден татко ти да дојде во студиото. Јачината ја проверува, така? Ја проверува јачината и знам дека ако се помали нели посилна лушпа имаат и најчесто дома е битка кој ќе го земине малото јајце, па ако е од домашна кокошка, па не знам некои тактики кои што јас како млад уште не ги знам, ги учам.
така да им останале од времето. Ама таа знам со забот дефинитивно секоја година ја практикуваме дома, чукам од предните заби. Лично за мене ти сега треба да го бараш најслабото јајце, бидејќи тоа е нестрекното, а не најтврдото. Сега јас обратна тактика година. Пушташ гостувањето кој не знае. Викаш сега ќе ви кажам зошто. Али јас сум ко професорот Стефан, истото, одма чекам да го изедам јајцето, значи не ми е битно дали ќе победам или не, битно да некако добивам посебен шмек, некако организмот ме тера за Великден да јадам јајца, не знам. Како беше мимоза. Да, и добивам апетит, некако се радувам дека јајце ќе јадам. Психички се подготвуваш дека сега треба јајце, сега протеин. Протеин, да, точно. Плюс од тој аспект гледано. Да. Па да, после долгиот пост, на крај можеме со јајцо да го поминеме денот. Само задолжително земи сол, нели? Да, соларче И таа шара. Да. Професоре, не ни кажавте вие дали имате некоја тактика за мамење? Да. Па не знам, можеби еве кога би размислил, немам, но еве кога би размислил, можеби најдобра тактика би било поголемо јајце некое, можеби јајце од ној, не знам. Пробувам да најдам некоја тактика, но навистина не би размислила за тактика, би размислила само за радоста, воскресенската радост и поради тоа што ви тогаш ќе земат учество сите верници, сите ќе се понесат јајца и нели обично за време и тоа би сакал да спомнам дека кршењето на јајцето би требало да биде, односно е по воскресенската служба, не е точно во 12 часот навечер. Така што ете и гледачите и сите оние кои ќе присуствуваат на воскресенската служба да го имаат тоа предвид. И чекаме да заврши. Така е, нека бидат радосни, нека се поздрават да имаат личен однос со другиот, бидејќи знаете за кога се кршиме, мора да има друг до нас. Не можеме сами да го скршиме јајцето. Да. И тоа е убавината, бидејќи и во самото кажување Христос воскреса, мора да има некој од другата страна што ќе ни одговори, навистина воскреса. И така во тој еден личен однос ние го најавуваме, односно се радуваме и го кажуваме нели тоа Христово воскресение, кое всушност е и суштината на сето ова што го гледаме пред нас, што сме тука собрани. Благодарам уште еднаш и така. Јас извинете, ве прекинувам, сакам да кажам нешто можда поврзано, а не толку поврзано со темата, а особено кога ќе одиме сега во сабота во црква, често нели ќе се искршиме и ги замолувам сите луѓе кои што не гледаат да носат кеса со нив за лушпите да не ги фрлаат по земја, по пот околу црква или тука во црква, затоа што секоја година ми е многу жалко кога ќе ги видам хигиенските служби и сето тоа да ние прославуваме па тие после да метат цела вечер да ги чистат. Стварно не е тешко или да го пикнеме во джеп, да ја пикнеме лушпата во джеп, па да ја фрлиме во кантите или во некоја кеса или во шаблон од јајца, некако да се најде. Да, убаво спомена. Да. Убаво спомена Владимир. Да, јас ги собрав. Да. Да, се допаѓа што го опфативме Великден од сите можни аспекти. Буквално не знам нешто дали спуштивме. Од музика, храна, од традиција, да, сигурно што треба да го знаеме. Да, бидејќи за самиот Великден нема да имаме емисија и затоа и ги спомнуваме сите овие теми. Да се И подготвиме. одлично ти се поврзуваат гостите, Така не е, само браво, да Бисера, за помнуваат. изборот се гордеам со тебе. Сега ќе ги прашам од Риджа, чиви слики први може да ги Ајде, Режи, изненадите не од кој Оние прв кои што ни ги сакате. пратија гостите. Може на Джокси, ајде на Джокси да ги видиме сликите, да ни ги Напите се коментира словно. Джокси. Со која почнавме? Чајерска романтика. Значи ние сме израснати во чајер. И тројцата. Значи се знаете одамна. Да. И ова е, ми се чини на Булевар Македонија. Да, некаде кај Бикот. Сликано, меѓутоа сликано има 15, пред 15-16 години. Значи поодамна. И сето ова доаѓа после навистина поодамна гледање, после исто 15-16 години. Значи сме се сретнале во еден период кога не сме се виделе кој знае од кога. Така. Значи и со едниот и со другиот сум во добри односи. Ако таа беше пред 15, оваа пред колку? Ова е, одме ќе ти кажам и која година е. Која? Ова е 76-та. Са Чест за вашата меморија. Значи, ова сум сликан веднаш кога завршив средна школа. И тука сум со членовите од драмската секција на Академско друштво Мир Шацев. Лепо там, види, срц, душичка. Ова е сега. Ова е од оваа година. Любител сте на црно-бели фотографии, може да забележиме.
Сликан сум... Што ме модерна од сега? Сликан сум пред моите трофеи. Да. Она таму е фрагмент од Хераклеја, ако не се лажам. Так. Ево, на ова фотографија стварно не се сеќавам. Меѓутоа ми се чини дека е во Арама. Тука сум исто со Владо и со Роберт. Да. Чекај, каде сте во Барам? Во Арама. Не, каде сте На сликата фотографија? каде сте? Во Каде? холот е на скалите. Пред Некој кој е скалите. Джокси, тоа Кој е прашуваш Джокси? се, кој е Кој Джокси? сум јас? Да. Овој со ригите. Па добро, некако странично сте да. Помеѓу Владо и Роберт. Сине бев, на скалите. Да, ми се чини дека беше некој избор на мис. Добро, ова што е. Сега вака. Сега вака. Тука има, значи, Приказна им. Ама мислам Ајде. дека вака од режија нека ми ја дадат сликата каде што Со е боцките. пораката со бебето. Прво таа да оди. Па сликата со бебето каде што е. Има таа најдете. Слика со бебенце, па ќе се вратиме на оваа. Имате вие Затоа што Значи- да, прво е постот. Прво е постот. ова е мајката која на Facebook има уметничко име, така да кажам. Добро. Сестра му на Дени. И сестра му на Дени, кога се породила, кога го родила ова бебе, се што го гледате на слика, Нено. Нено, се родил со голема коса, меѓутоа косата крената како на Джокси. Да, па затоа барав таа слика да ни ја дадат за да видат. Ја видиме, да, да. Да. И тука сум пайптен Джокси. Тука лесно можеме да најдеме. Пак на скали некој. Да, битно да скали. Тука сме во Камакура, со ќерка ми, бидејќи нели таму живее. Ова, Уште е во Јапонија? уште генија таму, не има да се врати. Не има план. Не има план. Ама долги години е тоа. Нема, па ова ми се чини 9-та година. Така. Да. Ова е мојата група. Екран. Поранешна Макакус, Орша, Сонја, јас, Јане Пенов, Весна Јаневска и Ацо Богдановски, сите го знаат како Ацо Конга. Од времето. Екран. Сега Ацо ни го нема, а и Јане пред месец дена ни почина, не замина. Така што останавме така, мала група на посетување. Еве го бебе. Па добро, ја знам ова. Еве го бебе таму. Вика, здраво, јас сум мајка на бебе што се роди во изден кога вие добивте награда на Златна бубамара. И не само што се роди на тој ден, туку без да знам сте добила награда, бидејќи гледав снимка на тој ден покасно. Прекар му дадов по вас, ќе видите и на сликата зошто. Голем поздрав од Мал Джокси и мајка му Весна. Весна сигурно гледа. Па би требало ако не е на работа. Добро, ќе ја поздравиме. Мајка, Да, ова е сестра му на Дени. Сестра му на Дени, Сестра му на Дени. така напишано, Одлично, баш поздрав до убава Весна, приказ. која што јас ја исконтактирав и ни даде дозвола, со нејзина дозвола ги Секако. објавуваме сликите од Нено или Мал Джокси. Така. Сега, професор, одиме со вас, вие ни испративте една фотографија која што ќе ја видиме. Да. Ќе ја видат и гледачите. Една, Ова но од вредна. Богослужба. Да, во однос на најавата и она што го спомнавте, јас сум професор во Средното Богословско училиште Свети Климент и ова е слика пред тука сме на патронатот на Свети Климент, нашиот заштитник, патронат на нашата школа. Тука го читам пофалното слово на Светиот Климент во присуство на неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан, неговото високо пресвещенство ректорот на нашата школа господин Авет Ангел, останатите гости, присутни епископи, ученици, колеги и така натаму. Така што ете во тој контекст, ова е нашата црква која се наоѓа над училниците, всушност на вториот спрат. Ете тоа би било. Кога веќе го споменавте училиштето, кои предмети ги предавате? Да, јас сум професор редовен професор по предметите старогрчки јазик, англиски јазик и историја на религии. Ние го викаме апологетика тој предмет. Во нашата школа се изучуваат секако стручни богословски предмети, но и останати предмети. Да речеме, ние кај нас се изучуваат црковнословенскиот јазик, например.
и рускиот јазик и така натаму. Имаме пеење, се изучува пеење, историја, психологија, логика и така натаму. Така што поентата е на нашето училиште, бидејќи е интернатско живење, учениците живеат таму, да целта на школата е да на крајот од него да излезат зрели личности, односно матуранти зрели кои ќе бидат исто така покрај тоа што ќе бидат експерти во својата област, во теолошките науки, би требало да бидат и отворени кон останатите науки, бидејќи сепак понатаму тие би биле повеќето и свештеници, кои завршиле, односно би останале во рамки на Македонска православна црква Охридска архиепископија и би требало да ги понесуваат потешкотиите и да го разбираат современиот својот човек кој односно проблемите на своите врсници и така натаму. Така што покрај богословските предмети се изучуваат и други науки во школата. Секако бидејќи они се таму живеат интернатски, исто така има и други активности кои се поврзани со така што има различни спортски активности, повеќето ученици се креативни, односно тие се бараат својата креативност, успеваат на крајот да направат спој, една симбиоза помеѓу она што е, да речеме, богословската наука и нивниот живот личен, градејќи го својот личен живот христијански за време на својот интернатски живот и на крај да повредат она што тие автентично се. Да речеме, некој го интересира музика, некој го интересира сликање, икони, така натаму. Така што ете на крајот завршуваат како зрели личности. Мене навистина ми е многу мило и посебно уживам во таа образовна дејност со моите ученици. Така што и затоа не случајно избрав и таа слика, бидејќи тоа што таму го видовте на сликата е жива црква, односно црква наследничка на Свети Климентовиот универзитет. Односно, она што Свети Климент го започна, се продолжува во нашата богословија, каде што се обучуваат и завршуваат богослови. Благодарам. Каква е заинтересираноста ева во последните години на запишувањето на учениците во средното училиште? Така, можеби порано имало повеќе заинтересираност. Моментално нема толкова масовна заинтересираност, но навистина ние се водиме од нешто друго, бидејќи сепак црквата понатаму знае колку има потреба од стручен кадар за нови свештеници и теолози и така натаму, но јас завршив во истата школа каде што сум сега, во истата богословска школа. Браво. И има некаков континуитет. Сега сум од другата страна. Okay. Повеќето и мои колеги всушност што сега се ми предавале, јас многу сум научил и сум благодарен на сите нив. И би кажал дека навистина сепак Бог е тој што се грижи за сето тоа. И јас навистина не би давал критериум или бројки дали тоа има интересираност или нема, заради тоа што навистина младиот човек, посебно сега бидејќи и работам со помладите, мене ми е посебно драго заради тоа што Христос навистина се распна и за помладите и за постарите. И Христос постојано не повикува нас и во младоста и во староста. И мене ми е посебно драго и мило што младите денеска посебно ја преосмислуваат верата и обичаите посебно. Така што јас сум бил восхитен и изненаден и од помладите и од повозрастните. И така што не во однос на тој интерес би го издвоил само тоа, дека Бог навистина е тој што се грижи за сето тоа и тоа е бил одговор. Да, јас само би сакала да додадам во свет на дигитализација и кога некако се изгубени можеби оние вистински вредности за кои што сите ние се залагаме, можеби не е лошо да почнете да одите по основни училишта каде што малку повеќе ќе им се објаснува на децата уште од помала возраст, нели, за религијата, за традицијата, за сето она кое што навистина важно со оглед на брзото темпо во кое што живееме, можеби родителите немаат толку време да го прават. Така, разбирам, сепак во рамки на тоа колку е дозволено, нели, сепак си има рамка на тоа колку... Секако, да. Да, нашето учество, но јас сум сигурен дека тоа го прават помесните цркви, односно црквите што се бидејќи тоа школа е единствена во Македонија. Единствена, затоа и велам. Да. Малку повеќе да дознаат така, сите ние за имаме ученици од сите градови во Македонија
Негде околу, отприлика од основањето, околу 1000 ученици имаат завршено таму. Тоа ете прилично голема бројка и мислам дека тоа го прават свештениците во помислените цркви. Повеќето деца што доаѓаат таму се веќе како континуирано, односно тие оделе присуствувале на богослужбите и тука се само покажуваат интерес, бидејќи е наистина специфично за богословските науки, наистина треба да пројави желба, заради тоа што покрај тоа што е наука, доктрина, ти треба да имплементираш понатаму во својот живот. Така што децата во богословија покрај тоа, учениците покрај тоа што имаат учат од книга, нели имаат предмети, сепак тие го применуваат, односно имаме богослужби секојдневно по утрена вечерна каде што они присуствуваат. И ете тоа го применуваат, односно пробуваат да живеат како што треба христијански. Така, убаво кажавте. Одлично. Добро, додиме со фотографиите на Владимир, да не заспи. Ајде, Владимир, да видиме што подготви ти. Ова и тоа ми беше и работа претходно. Ова е кога бев веќе во студентските денови пред дипломирање, конкретно каде што работам некој тековен експеримент и искрено многу бави времиња. Многу си ја сакав и таа работа. Колку години имаш, не те прашавме? Јас сега 26 ке правам. 20, како збораш како 36? Па добро, тука имам 20. Кога работев таму, колку беше? Ова е сигурно кога имав 22-23 години, да може така да звучи. Ама многу работи се случуваат, знаеш, и поминува време. Ти делува како одамна. Ова е првата, да речам така, фотосесија која што имав, односно каде што си го започнував мојот бизнис, нутриционист Владимир, и ова се така да речам ми се помили овие слики затоа што првите секогаш така. Првите слики, каде што имав така по сериозно сликање и сет. Ова сум јас со моите родители кои што ми даваат многу голема поддршка и многу си ги сакам. Одлично. Поздрав до нив, сигурно се пред екраните. Да, сигурно ме гледаат моментално. Тука заедно ја земав мојата прва диплома, односно тука имам дипломирано и станав официјално дипломиран нутриционист, конкретно на Универзитетот Свети Кирил и Методи, на Природно-математичкиот факултет, на Институтот по биологија. Таму ги извршував сите студии. А овде малце по хајпното, да речам, по енергично издание, тука е веќе каде што магистрирав. Другата диплома? Другата диплома каде што си ја... Браво, Владимир. Да, каде што си ја земав и моментално сум на докторски студии, браво. Ќе чекаме третата диплома за неколку години. Да, браво. Ова имам издвоено, ова е конкретно во Шпанија слика и тука доста бев со друштво и многу сум љубител на патување. И во текот на студирањето сите предмети ми одеа многу добро, освен биологија на клетка. И па не знам, там единственото ќе кажам јавно 6, кој прв испит ми беше прв предмет на факултет и можда знаеш стресно прва средба со испити, со материјал за учење и там Ајде, една 6 ќе ти ја простиме. Да, пак ќе да викнеме, не се кажи. Да, там е единствената 6 која што ја имам и тоа беше моментот затоа што се сликав. Ова е конкретно прирачник за диабетичари. Така да. Кој што премногу брзо се изваде и ќе го има во јавното здравство. Чекаме официјална промоција, да. Да, ќе има официјална промоција, иако веќе се направи некоја промоција на конференцијата за диабетичари. Да, јас учествувам, интерна промоција. Јас учествувам во самиот прирачник во кој што сум во уделот за храна. Браво. И ќе ми е многу мило што нашите пациенти кои што имаат диабет да имаат некој, да речам, водич како да го менаџира. Така е. Да, ова е многу слики ќе видите како работам експерименти, бидејќи долг период тоа го работев. Ова е конкретно веќе од магистерскиот и докторскиот труд кој што ги спремам. Тука малци имам ставено цветчиња, бидејќи не секој е пријатно тоа го гледа. Значи работиме со лабораториски ставорци, експерименти, крв, храна и сите тие анализи кои што се потребни за да се изведи едно предклиничко истражување пред да премини за клинички цели. Убави се цветчињата. Да. Супер се. Тука сум во Германија, како што кажав, многу сум голем љубител на патување, но покрај што сум голем љубител на патување, сум многу голем љубител на музика. Односно музика да ни запееш. Не знам да пеам. Туку јас танцувам, многу сум љубител на танцување, да, и танцував доста долго време и уште танцувам. Што танцуваш? Фотографии.
Требаше да ставам фотографија од Ајде, танцување. следот повеќе приватни, Да, не од или лабораторија. некој видео можеби. Тука сум конкретно на концерт од Адел, бидејќи ми е една од помилените Леле, браво. артисти. Да, и многу сум љубител да кажам на музика, посетување на концерти, бидејќи заради тие перформанси, танцување, ефекти, визуелни настапи, сето тоа. Така, ева последната да Последната фотографија. слика. Сега само не ни кажа што танцувам, интересира. Танцувам иначе модерни танци, по-конкретно хип-хоп, да. Долго време бев и кореограф и уште знам да правам кореографија. Имам учествувано на доста спотови, каде што има танц и реклами, значи со танцување, па ето и сега брзо ќе излезе една доста актуелна реклама каде што танцувам. И тоа е другата речам верзија од Владимир нутриционистот. Да, јас сум многу голем спектар, значи покрај тоа што е работам науката со клиентите. Сакаш и уметност. Да, сакам и уметност, тоа ми е да речам издувен вентил каде што си ја будам и мојата креативност и слобода и некако ми исполнува. Тоа го почнав како мал и околу 15-16 години, да, и толку ми даде голем поттик танцот, затоа што јас бев како тинеџер бев доста и гојазен. И кога почнав да танцувам, знаете, тешко е да играш во тој момент, а многу сакав. Да, и тоа ми беше еден од поголемите мотивации за јас да ја намалам тежината и после тоа се вроди и нутриционизмот како и се тоа е споено, да речам, едно со друго, иако се доста различни. Апсолутно. Браво. Толку баш млад, а толку успешен на докторски студии, кажавме, и да молам остане не тука. Секако јас се тоа трудам. Нема и тука студира. Да не му давам идеи воопшто. Да, да ни остане тука и да ни гостува. Секако. Бидејќи мислам дека имавме убава и успешна емисија посветена на Великден, на овие предвеликденски празници. Зборувавме за музиката, за традицијата, духовноста, спомнавме за храната, како што кажа Цеца, се опфати. Дури ѓубрето да внимаваме во црква. Еколошкиот, да. Значи се. Сите Па апсолутно е важно. Да, и супер што го потенцираше тоа. Така. Тука ќе ве поздравиме, ќе ви посакаме пријатни празници. Да, брзо помина. Заседна, Брзо не му се помина, оди. Джокси. Брзо помина времето. Да, само на крај, доколку ми дозволите, во текот на престојните денови би сакал да ги поканам сите православни христијани да земат учество на воскресенската служба во Соборниот храм Свети Климент. Таму ќе служи вечерната воскресна служба, ќе служи поглаварот, неговото блаженство господин Стефан, така што ги поканувам сите. И чисто еден апел сакам да дадам дека вистинскиот убиец на радоста не е тагата, тука е еуфоријата, така што би апелирал да навистина да слават во таа воскресенска радост, да не бидат еуфорични. И ето, тоа е мојата последна порака до сите. Ви благодарам. Одлично, фала. Те благодарам уште еднаш што дојдовте. Цеца, верувам ќе имаме прилика повторно да ги видиме Се разбира. во нашата емисија. Гледачите нека останат со нас, дека на почетокот најавивме дека ќе ја слушнаме новата верзија на Джокси, 130 години од одбележувањето на црквата Свети Великомаченик Димитри Скопје. Во продолжение ја слушаме и ја гледаме песната.